Во Занечискиот дом синоќа се одржа промоција на дебитантскиот роман Водни тела на авторката Ана Аврамовска. Најголема подршка при создавањето на делото авторката рече дека добила од најблиските, но и колегите останатите уметници. Идеја за самиот роман добила од приказна на баба изборувајќи за речната плажа во Куманово. Дефинитивно прво ми дојде идејата за приказната, благодарение на баба ми, која ми кажа дека во Куманово едно време имало речна плажа, но повеќе како идеја во класичната смисла на зборот, идејата ми дојде како низа прашања кои беа поттикнати од тоа откровение дека во Куманово не многу одамна имало речна плажа. И мислам дека на сите нас овде ни е јасно дека културните и општествените релиефи кои што нели постоеле едно време повеќе ги нема, и ние помладите, оние кои имаме израснато нели за време на транзицијата, посттранзицијата, некако се имаме соочено со тоа. Си имаме научено да живееме гледајќи напред кон иднината, иако имаме израснато во една средина со еден мега наратив дека лошите времења доаѓаат, а не проаѓаат. И мислам дека тоа е точно сега секаде во светот. Но фактот за реката за мене беше еден друг вид на загуба, затоа што не можев да поверувам дека во Куманово на времето имало речна плажа, дека реката некогаш била длабока и чиста. Па почнав да се прашувам како еден човек треба да тагува по загуба и на култура и на природа, и што всушност треба да се случи за да исчезне еден таков релиеф. Пред присутните љубители на пишаниот збор се обрати и Милена Силјановска, која е промотор на делото. Присутните имаа можност да слушнат и дел од музичките точки на Сара Александровска, Дамјан Поповски и Јован Цветковиќ.